Почитувани, јавните предпријатија во Велес, кои се под раководството на СДСМ, се во катастрофална финансиска состојба. Константното недомакинско работење, како и именување на неспособни кадри на СДСМ, го доведоа ЈКП Дервен во екстремно лоша состојба. На последната седница на Советот на општина Велес беше разгледуван полугодишниот извештај на ЈКП Дервен, во кој може да се види дека предпријатието во првите 6 месеци работи со огромни загуби. Ова предпријатие бележи постојана загуба, која во моментов изнесува скоро 14 милиони денари. Да повторам, за само 6 месеци 14 милиони денари. После овој извештај би сакале да го запрашаме пратеникот Коцич за какви раздолжувања и стабилност на институциите зборува. Дали загубата од 14 милиони денари за само 6 месеци за него представува, да го цитирам, во стабилна финансиска состојба, да не речам одлична. Колку за подсетување, ова предпријатие започна да работи со загуба со самото доаѓање на СДСМ на власт во Велес, односно уште во времето кога тој беше советник, а потоа и председател на Советот на општина Велес. Долгот на ЈКП Дервен постојано се зголемуваше, па така во 2018 година ЈКП Дервен ја заврши годината со загуба од 15,5 милиони денари. Истата ситуација се повторува и во 2019 година, кога тој долг повторно изнесува исто така 15,5 милиони денари, а во 2020 година тој долг да порасне и да биде неверојатни 25,2 милиони денари. Почитувани, ова е резултат од работењето на Коцич како советник и председател на Советот на општина Велес. Неспособноста за раководење на институциите испадна на виделина со катастрофални резултати. На Велес и велешани им е доста од истрошени и неспособни кадри. Велешани се изморени од секојдневните лаги и празни ветувања. На Велес му е доволно од програми кои се напишани само на лист хартија. Време е Велес да види реализација на ветеното. Време е да види како искрено и често се реализираат проекти. Нашата цел е да реализираме што повеќе од програмата, но и надвор од незе, да ги решаваме проблемите на граѓаните и да работиме за развојот на Велес. Ви благодарам.